По 30-дневниот рамазански пост, утринава во џамијата Мехмет Ага џамија во селото Радање, беше одржана утринска молитва на која присуствуваа голем број верници од муслиманската вероисповест. Одбележувањето на еден од двата најголеми муслимански празници годинава има некои отстапувања поради превенција од коронавирусот. Байрам günü sabah Ден на Байрам, доаѓаат народу у џамија, значи клања се намаз и бакнува се раците по обичајо, ама поради вирусот не можеме да се бакнува, мислам, раците, не може да се бакнува раците и така. Значи после Байрам оде се дома, јаде се баклава, јаде се ручек. Поради протоколите оваа година заради вирусот не можеме да одеме кај гробиштата, не можеме да се молеме, значи да се бакнуваме раце. ölülerimizi rahmetle yad ederiz. По утринската молитва, домакинките ги подготвуваат трапезите и во наредните 3 дена очекуваат гости. Баклава. Месото печеме. Од се има. Кисела, баклавичка, погаш. Сукаме тоа со јогурт поставаме со јеми. Овој празник е впечатлив по многу нешта, а семејството Бекир доследно ги почитува сите обичаи. Па ние почекуваме, постари сме, ние почекуваме помладото доваѓаат на гости на рака одсунувања на Байрам и почекуваме баклава со благо, со бесо и кисело бънички и погачки, такви работи, мислам, почекуваме младите. Младите кога доаѓаат, што правите се? По цунуват рак, бацуват се рак, младите кога доаѓаат постари. Иако сите сегменти од обичајот се важни, највпечатлив е така наречениот шекер Байрам. Шекер. Бомбони на децата доаѓаат за тоа, шекер. Децата доаѓаат, мора бомбонче да даваш, така нешто, паричка на децата. Освен муслиманите, овој празник со текот на времето поради меѓусебен респект во Радање ги спојува и христијаните, кои се редовни гости на своите соседи и соселани. Одеме кај ни, тие кои имаме ние наш празник, па тие доаѓаат кај нас и така да имаме соработка, имаме со живот, се живее неко. До сега е добро, па натаму како ќе дае Господ, така ќе видиш што да прави. Комшиите и другарите доаѓаат и ние одеме вашите празници и они доаѓаат кога е нашите празници и така се живееме, нема проблем меѓу нас. Следен голем празник во селото Радање е Свети Кирил и Методи, ден кога во православните куќи ќе се најдат и сегашните домакини муслимани.